На ова му нема крај. Колку пати си го изговорила или помислила тоа, ништо не се менува, постојано се случуваат истите нешта и некако се помируваш дека животот е таков. Во Светото писмо најдов на една реченица која вели дека се има свој почеток и крај. Си помислив, па мора и оваа моја ситуација да има крај, но дали ќе го видам? Личноста која го држи кормилото на твојот живот си ти. Можеш да направиш нешто за да ја промениш твојата моментална состојба. Многу често нашиот проблем е толку свеж што едноставно не гледаме дека можеме да преземеме поинакви чекори, да се охрабриме, да и се јавиме на личноста и да побараме нова шанса или простување. Можеш да ја прашаш пријателката како успеала таа да ја надмине низината ситуација. Ќе се изненадиш како некогаш решенијата се многу поедноставни од што изгледаат. Но вистина е и дека некогаш се наоѓаме во многу тежок проблем. Ако се чувствуваш безпомошна, ако си пробала се што знаеш и сепак не успеало, ако си во искушение да се предадеш, има некој кој ќе ти го даде решението, а тоа е Господ Исус Христос. Побарај го во молитва и кажи му: Господе, помогни ми. Отвори ми ги очите да го видам решението. Не знам што конкретно ќе ти каже тој, но знам дека сигурно ќе одговори. Кога јас му се молев, мене ми даде одговор и нештата навистина се променија.